Почитувани мои, добар ден. Ова е новото издание на Црвена линија во последниот ден од работната недела. Еви зашто ќе зборуваме со вас. Од денеска стартува ефтината дневна тарифа на струјата во периодот од 13 до 15 часот. Но нема за сите. Првично само околу 170.000 домаќинства со дигитални броила ќе добијат оваа поволност. Останатите над 600.000 домаќинства ќе причекаат нивните броила рачно да бидат прилагодени. Денеска имаме една тема – ефтина струја, но сепак неколку прашања. Зошто досега не се прилагодени броилата од страна на ЕВН сите граѓани да имаат ефтина струја? Дали на овој начин се ставаат граѓаните во неравноправна положба? Што вели за ова Уставниот суд? Дали некому му се брза за да заработи некој глас пред избори? Граѓаните се жалат дека во периодот од 13 до 15 часот се на работа, без разлика дали се прва или втора смена. Па нашето анкетно прашање следствено беше и логично да звучи вака. А каде ќе го пронајдете секако доколку не заследите на Инстаграм и кликнете на Инстаграм стори. Еве како изгледаме таму, а прашањето што се однесува до Инстаграмџи и сите вие кои што верувам ќе не заследите во овој момент, гласи вака. Дали ќе беше поисплатливо за сите граѓани дневната ефтина струја да биде од 16 до 18 часот? Две опции имате за одговор, да, не, кликнете на одговорот кој што е ваша, резултатите ќе ги соопштиме по рекламите. Неминовно е да подсетиме секако дека можете да коментирате, да лајкнувате и шернувате секако на Facebook, ќе не најдете како Црвена линија, не има и на профилот на Телма телевизија на Facebook и на Twitter. Но сепак најдобре дојдени и најдраго ќе ни биде да ве слушнеме во живо, се разбира на 02-307-0005. Ќе го завртите добро познатиот наш телефонски број и веднаш ќе го намалите тонот на телевизорот. Ова особено важи за оние кои што навистина ќе сакаат да се вклучат, можеби и за прв пат во контактна емисија како што е Црвена линија. А секако во пресред сме на викендот, сите оние кои што се разбира имаме ден недела каде што се посветуваме на одржување на хигиената во домот, знаеме дека сите машини и сите електронски апарати најмногу ги оптоваруваме во денот кога има ефтина струја. Но повеќе тоа нема да биде така, со оглед на тоа што од денеска стартува ефтината дневна тарифа на струјата во периодот од 13 до 15 часот. Ајде да видиме какви одговори ќе добиеме од првиот гледач во ова издание. Добар ден! Добар ден, поздрав од Роме од Видево. Голем поздрав и до вас. Па еве, зошто до сега според вас не се прилагодени броилата од страна на ЕВН сите граѓани да имаат ефтина струја? Зошто? Ја ќе ти кажам. Зашто држава немат никаква ора за народот. Овие политичарите се за никаде. Не е како време на Југославија. Не мисле за народот, само за ними. И платата е за време е 78%, а за нас немат пари. И сега исто за струјава. Тоа време кој ќе се на работа луѓето, тогаш ефтината струја. Ако ќе се дома, не. Тоа е од политичарите работата. Што вели Уставниот суд според вас? Кој вели? Уставниот суд. Кај има суд сега? Сега сите се расипани, и судиите и кадиите сите. Се е расипано. Не е како време на Југославија. Еве, дали вие... Овие политичарите се за никаде, само за ними мислят, не мислят за народот. Така, еве во однос на броилата, дали имате вие прилагодено броило за ова? Не знам точно какво е броило мое, сега прашав син ми, само ќе видиме. Ама тие сами треба да си менет. Овие што работат во установава. Тие треба да ги менет за тоите. Броилата. А не ние.
Така, големо благодарам. Еве, вие бевте и првиот гледач кој што ја отвори денешната дискусија. Се разбира со сите останати кои што допрва ќе се вклучат. Продолжете да не следите. Добро вечер. Ало, Добро вечер. Тино, Повелете. ја ли сам ли? Вие сте, како не сте, ве слушаме. За броилата ја имаше понапред кога беше јефтина струја. Ово, Ве слушаме, кога продолжете. имаше јефтина струја, дали треба бројо? И сега бројо требали саат да се менјам, саат да ја викам. Имаше јефтина струја, кога понапред беше јефтина струја. Вотерувалне саатот, дистрибуција го носеше едно друго. Како некоја помина, ништо ја, па не ga прашам, треба ли, нели, да се мени, нели, немам појма. Можете ли да ме објасните? Еве ќе подсетиме дека само околу 170.000 домаќинства се со дигитални броила кои што ќе ја добијат оваа поволност. Вие имате ли дигитално броило? Па дигитално е сигурно, чим пред това, нели го кинаја јефтината струја, имаше ова речиво, тоа имаше јефтина струја на саатот. А добро, еве, според вас, зошто досега не се прилагодени сите броила и на останатите граѓани? Најверојатно гледачот се исклучи. Еве една напомена, имам впечаток дека можеби тоа беше проблем што во искажувањето гледачот правеше подолга пауза. Јас ве замолувам, значи веднаш од режија кога ќе ве вклучат во црвена линија во живо, намалете го целосно тонот на телевизорот. Како да зборуваме телефонски. Сега кога не го гаснете телевизорот, можете да ме гледате, но никако тонот да ви биде вклучен. Добар ден или добро вечер. Дали е намален тонот на телевизорот? Најверојатно не. Добар ден, црвена линија. Да, црвена линија. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Намалене, Така. намалене на нула. Добро. Еве вака, прашањава ви се на место. Мислам дека сте во право со оваа ситуација што се ставија поголемиот број на граѓани што немаат ефтина струја. Односно нема дигитални броила. Нема дигитални бројила и затоа е криво ЕВН. Имено денеска во 1:30 часот немаше ефтина струја кај мене, а имам дигитално бројило. Што станува сега? Некој лаже? Ало? Да, ве слушаме, продолжете. Дали некој лаже дека има ефтина струја? Интересно е што го кажавте овој податок, бидејќи сте проверили. Сега кажете ми... Во 13:30 часот немаше. Тарифа 1 беше, а треба тарифа 2 да биде. Добро, еве кажете ми, дали ви се чини дека некому му се брза за да заработи некој глас пред избори? Апсолутно. Се гледа од Марс. Нема што да се каже. Неспремни се, а овие од ЕВН треба за пола година да го средат проблемот, а не сега кога треба да има ефтина струја и тамо кај што треба нема, а камоли за оние кај што немаат електронски броила. И интересно ви е ова запазување од 16 до 18 часот. Може ќе беше попаметни тогаш да има кога луѓето се дома. Така, големо благодарам за вашето јавување. Слушнавте, гледачот денес и проверил со оглед на тоа како што вели има дигитално броило и не забележал дека сушност има ефтина струја. Па еве можете и останатите се разбира во живот да ни откриете дали вие сте ја направиле оваа проверка и што сте забележали. Дали веќе уживавте во новата дневна ефтина тарифа од 13 до 15 часот, која што стартуваше од денес. Добар ден. Ало, добар ден. Како сте ми? Добре, 50-50 кај мене да ти кажам право.
Видете, во заблуда сте вие и претходникот. Има два вида на дигитални броила. Оние што се контролираат далјинско преку софтверски од централа и оние што се на лице место. Тие далјинските што што ги викам далјински се за оние непослушните што сами се вклучува и исклучува кога Евана ќе ги исклучише и како казна ни поставуваат такви броила. Дали ме разбираш? Значи, и сите се дигитални броила, нема више оние старите, но имате два вида на дигитални броила, кои се контролираат далјински од центарот и кои не се контролираат далјински, кои мануелно мора да ги читаат. Вие какво имате? Да нема заблуда, мислам дека течката е заблуда. Вие какво имате? Молам, ја имам и далјинско и по-старото е далјинско, а по-младото е она што треба да се рестартира. Проблемот е дали Евана ќе плати пенали, треба да го поставиме прашањето. Затоа што во јуни месец, кога требаше да се воведе ефтината струја, изговорот на Евана беше дека не е способна веднаш да ги рестартира броилата. И затоа бараа одлагање до декември месец. Што значи дека денеска Евана не смееше да ги остави броилата несредени. За ова сега треба да реагира регулаторна комисија, бидејќи тие одредија дека треба да има од денеска овакво ефтина струја и за ова што денеска го прави Евана треба да си плати пенали. Буквално така се работи кога имате договор. А ние имаме договор дека некој има рок од 6 месеца да ги ресетира броилата. Благодарам многу за јавувањето. Еве, слушате што велат гледачите, така да и тие кон вас и кон јавноста поставуваат прашања, така да можете да ја развиете дискусијата и во таа насока. Продолжуваме со вас. Добро вечер. Добро вечер. Па еве, дали ви имавте можност да уживате во денешната дневна ефтина тарифа на струја? Од 13. Не ефтина. Јас ќе се надоврзам на претходните гледачи ваши, еве овој пред мене што беше, добро кажа, меѓутоа дека пред него бил во заблуда. Мислам дека не е во заблуда. Мене ми е сменето броилото, можеби има 13-14 години. Кога дојдов да ми го сменат прв пат ги праша зошто го менувате, ми рекоа оти му е век на трајање 10 години. Океј, не е проблем, тоа го сменија и имам дигитално броило, меѓутоа денеска од 1 до 15 часот, од 13 до 15 јас стоев пред броилото. Немаше ефтина струја, исто како со далечинско ли ви? Не, го читаат со апаратчето. Така. Да. Така да јас мислам дека другите корисници не го провериле денеска брилото. Јас не верувам дека ни еден корисник немал денеска ефтина струја. Мислам дека е лага. Јас извинувам ако некого навредувам, меѓутоа не верувам Ке ги охрабриме гледачите еве да кажат кој имал, кој немал, но секако над 600.000 ќе причекаат нивните броила рачно да бидат прилагодени. Па зошто тоа досега не е направено? Што мислите? Да, и секого тоа го интересира, него кај сега да се обратиме, тоа не ми е јасно. Благодарам многу за јавувањето и драго ни е што го пренесувате и вашето лично искуство со оглед на тоа што сепак вие кои што сте во периодот од 13 до 15 часот можете да бидете вистински сведоци всушност на тоа дали денеска уживавте во дневната ефтина тарифа и тоа за прв пат од 13 до 15 часот. Продолжуваме со вас. Добар ден, добро вечер. Добар ден, добро вечер, Тина. Па еве, во однос на оваа дневна ефтина тарифа, дали вие ја имавте веќе денеска? Не. Не има. Денес не ја имаше, не светеше Т2, како што рекоја, ја немаше. Меѓутоа, сакам една друга работа да гледам сите одма се зафаќа, ја имаше, немаше, од толку до толку. Никако да кажат дека гледај се што вели. Еве ви сега ефтина струја, али од 1 јануари ќе ја зголемиме за 17. Аве луѓе, дали гледате дека ова влада е махер? Махер пред избори. Од една страна ти дава, од друга страна ти зема. И што ме интересира дали ќе има или нема. Погледајте се што прави со пензионерите. Му дава 6 месеци точно до изборите.
И сега вие дискутирате, леле, света светличето има вертина. А никако да кажеш дека 17 ќе се зголемува од јануар струјата. То не ти е ни важно. Второ, ја имаш од 1 до 3 кога луѓето се на работа и што ќе користат пенсионерите и некој е слободен. Порано се знае од кога беше и до кога. Да патиш учек да направиш. Само вие дискутирајте си, браво за владата и честитам. А според вас што вели Уставниот суд за целава оваа ситуација? Молим? Уставниот суд според вас што вели за сево ова? Ајде, кај ме однесовте ти на Уставниот суд, кој суд твораше има 1% доверба. Ви благодарам, пријатно. И јас секако ви благодарам со оглед на тоа што ние имаме 100% доверба во вас, граѓаните. Благодарам за учеството. Еве, како што рече гледачот, кај не однесе Тина, јас секако сега ќе ве пренесам на telma.com.mk и секако ќе поберам од сите вас да кликнете токму на овој наслов, иако во текот на ова издание на Црвена линија ќе ви посечам повеќе наслови врзани за темата за која што зборуваме. Ознака Т2 на струјомерите значи ефтина тарифа од 13 до 15 часот. Услугата се враќа кај домакинствата. Ефтината тарифа на електричната енергија од денеска се враќа кај домакинствата. 170.000 домакинства ќе добијат дневна ефтина струја од 13 до 15 часот. Ова се сите кои имаат дигитални броила. Останатите 650.000 ќе ја добијат во текот на декември, затоа што нивните струјомери треба рачно да се прилагодат. На оние кои на екранот на броилото ќе им се појави ознака Т2, тоа значи дека имаат дневна ефтина тарифа. Домакинствата ќе имаат на располагање вкупно 11 часа ефтина електрична енергија во текот на едно деноноќе од понеделник до сабота и 24 часа во ден недела. Па дали ви се појави ознаката Т2, тоа значи дека имате дневна ефтина тарифа. Да слушнеме што ќе кажат гледачите. Добар ден, добро вечер. Ало, добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Господја Тина, ме интересира тоа другото прашање што рековте дека од 16 до 18 сатот ќе биде. Не, дали повеќе требаше, дали е поисплатливо според вас е прашањето за сите граѓани дневната ефтина струја да биде од 16 до 18 часот? Поисплатливо и видите што ќе кажам. Ла Фонтен напиша една приказна, лисицата и штркот. Едниот кога ќе дојде штркот, кога дошол кај лисицата, му дала во тањир да пие млеко. А штркот, кога лисицата отишла на гости кај штркот, му и дал да пие во шише млеко. Значи, работата, државните органи и тоа Евана, Мевана, тоа прават обструкции на луѓето. Луѓето кога се на работа и они им даваат ефтина струја. Тоа е што го предложите вие, тоа е најубавото решение. Ви благодарам, имајте убав ден. Благодарам, ќе ви посакаме секако да имате убав ден и вашиот ден секако да продолжи со Црвена линија. Продолжете да не гледате. Продолжуваме и со вас. Добар ден, добро вечер. Добар ден. Како сте ми, баба Роска? О, срце моје ме позна. Како нема да ве познам? Добро сум, не сум се чула одамна. Па не би рекла, минатата недела се слушнавме. Така, со тебе се слушам, ама на Црвена линија, на тркалото не ме пушташ никако. Ама мислам дека се јави внукот или синот, чинам. А синот, да. Па не забораваме. Ама знаеш како вртиме? Од кога сте почнали до денеска не сме пропуштиле. Драго ми е така. Еве кажете ми, баба Роска, уживавте ли во новата дневна ефтина тарифа денес? Па ја денеска ја пуштив машината, ама што еве уште не е завршила, фати и од скапата. А и ви имате ли од дигиталните броила кои што имаат оваа полност? Ги имаме, да. Добро. Значи забележа... Ама тоа не знам ја да погледнам, кој ќе дое синот дека погледне. Па ке кажа. Сега нели е слободна тема, така?
Па не е толку слободна со оглед на тоа што еве Не ли слободна? за сите Да граѓани кажам нешто малку за овој конференција што дојдоа. Не, ние зборуваме за ова, бидејќи ваква привилегија од 13 до 15 часот ефтина струја. Тоа е малку и ништо нема да постигнеме со тоа. А луѓето работат до 4. Кога? Само пензионерите ќе користиме? Па младите се работат до 4, до 5. Кога ќе ја користат таа струја? Боле да ставија до 18 мр. Така, шом не е слободна, немам што повише да кажам. Сакам малку да зборам за ова конференцијата, ама не... Ама денеска зборуваме за тоа што секако еве граѓаните денес стартуваше ефтината дневна тарифа на струјата, секако тоа одамна не се случило, но како и да ќе потсетиме дека тоа нема да биде привилегија, барем сега за сите, во однос на тоа што ќе биде привилегија само за 170.000 домакинства кои што имаат дигитални броила. И како напоменав јас, секако не заборавајте да продолжите да коментирате и да ја водите дискусијата и на социјалните медиуми, се разбира, имаме и коментари. Па, ајде да видиме кои се првите коментари кои што ги имаме на профилот на Црвена линија. Секако, еве и ќе ви покажам како изгледаме таму. Дали може да им покажеме на гледачите? Значи, еве како изгледа нашата објава на темата низ фотографија. Прашањето е дали на овој начин се ставаат граѓаните во нерамноправна положба, а еве што имаат напишано гледачите. Вака сега, Крсто Трајков, бидејќи не можам да ве добијам на телефон, ќе пишам овде. Би ве замолил во иднина подобро да се спремате за емисија. Еве во што е вашето незнање. Ајде да ни открие Крсто, секако сакаме да слушнеме. Дигиталните броила автоматски се вклучуваат, а оние кои ќе се вклучат рачно важат од тој ден. Да ви појаснам, ако броилото е рачно наместено на 5 октомври, одма од тој ден се вклучува ефтина струја. А тоа не смее да биде, зашто законот важи од 1 декември. Благодарам Крсто Трајков. Еве секако имаме и гледачи како што е Баба Роска, која што ете во ситуација која што и не може да го прочита броилото ако не е присутен нејзиниот син. Но секако нема да пропуштиме да ти се заблагодариме, бидејќи успеа да еве коментираш и секако нема да го пропуштиме и коментарот да го соопштиме. А Босиловски 5 се напишал следно: ефтината тарифа за струја е чиста измама на ЕВН и владата. Јас имам дигитално броило неодамна, монтирано ефтина струја немам. А Нухи Бислими напишал ова регулатор на повеќе ги штити австриците и ЕВН отколку граѓаните на Македонија. Како да продолжуваме со вас, оно што нас не интересира, зошто до сега не се прилагодени броилата од страна на ЕВН, сите граѓани да имаат ефтина струја. Добро вечер. Добро вечер, Македонија. Добро вечер. Па во право сте дека ова власт никогаш немала исти аршин за сите во Македонија. Убаво таму пишал гледачот дека оваа влада повеќе гледа да исполни желби на оние кои се надвор од Македонија, дури на наши непријатели, па ете и на Евана, на тие газди таму, нели, на кои без пари им се даде СМ, нели, со право да наплатуваат стари сметки, па многу луѓе, нели, бомбона бизнис беше за шеќеринска и народот доста страдавме од тие, нели, сметки кои ете можеби не сме ги чували, а со гаранција сме ги платили, но не сме ги чували. Пардон. И така, мислам дека многу претерано го понижуваат цел народ. Цела држава е во колапс, нели, во стече, што би рекле некои од СДС-овци тука во емисииве, а не заложуваат со 1 сат, 2 ефтина енергија. Цела држава е во колапс, во банкрот, што функционира во оваа Македонија? За жал. И сега тие така исто лажеа, ако памтите, со радиодифузна такса. Таа такса тие воведе уште во СФРЈ. Памтам како дете се плаќаше за телевизија и за радио, нели, во СФРЈ. И дојде тие како партија, нели, во опозиција да плукаат по ВМРО, имало радиодифузна такса. Дојдоа на власт, ја укина, ама с големи акциза на нафта, на бензин за 20 денари.
На фактички секој ден не дереа по 5-6 Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро, јас ќе се префрлам тогаш и на она што секако го имаме издвоено од страна на Твитер заедницата. Ќе почнеме со твитот на Македонски рис, каде што напишало: денеска граѓаните повторно ќе имаат ефтина дневна тарифа на струјата. Слабо, што ќе име на граѓаните е ефтина струја кога немаме жални врби и преубави барокни фасади. Се надевам ќе можете да го видите твитот, еве го. Значи, како напиша Македонски рис, од денеска граѓаните повторно ќе имаат ефтина дневна тарифа на струјата. Слабо, што ќе име на граѓаните ефтина струја кога немаме жални врби и преубави барокни фасади. Ние ве прашуваме дали можеби ќе беше поисплатливо за сите граѓани дневната ефтина струја да биде од 16 до 18 часот. Тоа е секако и анкетно прашање кое што е поставено до оние кои што и не следат на Инстаграм. Ако не сте меѓу нив, сторите го тоа сега. Добро вечер. Добро вечер, Македонија. Повторно ви, ајде кажете ми дали ви имате дигитално броило? Мислам дека е од постарите, но да кажам друга работа. Еве, да се надобразам на гледачот, нели него му пречат жални врби ваму таму, фасадни таму фасади на цел град во таму Скопје, но дали му пречи исто Филип II Македонски каде игра Реал Мадрид и Манчестер, светски куп, дали му пречи Сава Борис Рајковски каде има сега самит на ОВСЕ, а тие ако немаше ВМРО, немаше сигурно неговите од СДС на буниште ќе правеа. Добре, ајде да се навратиме на темата за струјата и еве кажете ми, според вас што вели Уставниот суд еве за целата оваа ситуација? Ќе беше многу подобро за да имаме ефтина струја ако си имавме руски гасовод, пошто еве сега Бугарија не уценува така. Земаме плин преку Бугарија не уценува. Многу поскапа тарифа ни плаќа таму такса. А ако си беше како порано договорот руски тек турски тек гасоводот Турција, Грција, Македонија, Србија, Унгарија, да имавме главен гасовод низ Македонија што го успеа да го договори Груевски ВМРО, ќе имавме сега чист воздух во Битола, Скопје со месо јаглен од Егејска Македонија, скапо да го плаќаме да не труја, туку ќе имавме руски плин, ефтин плин и ефтина струја, а не вака да не лажа како мали деца, има ефтина струја, нема ефтина струја. СДС уништувачи се, тоа луѓе знаете, доказ има милион. Благодарам што ете повторно се вклучивте. Продолжуваме сега со останатите гледачи. Сакам еве да особено ќе ни биде драго да се вклучи некој од вас кој што и уживал веќе во ова дневна ефтина тарифа на струјата, која што денес започна од 13 до 15 часот, но ќе подсетиме дека првично само околу 170.000 домаќинства со дигитални броила ќе ја добијат оваа поволност. Па дали сте вие меѓу нив и секако дали сметате дека досега можеби требаше да бидат сменети броилата на сите граѓани и зошто според вас тоа не е направено досега? Добро вечер. Ало. Добро вечер. Мене ми велите добро вечер? Да, повелете. Па конечно, значи вртев може би 100 пати не можам да добијам. Од тие луѓе што секојдневно се јавуваат на сите телевизии и тоа повеќе пати. А имам една важна информација да ви јавам. Се слушаме ли? Да. Зашто јас го исклучив гласот и го уствари да ве вклучам и само гласот да го исклучам. Значи вака. Ме слушате? Да, продолжете. Во ред. Јас ја начекав, живеам во аеродром, значи имаме дигитални броила од почетокот уште. И закувајќи од зградата ја начекав вработената од ЕВН. Изгледа таму чепкаше нешто кај броилата. Ја прашав што прави, као ги чита, нели? Тоа беше 2 дена, сега пред 2-3 дена. Значи денес сме први, тоа беше пред 2 дена. И велам, значи, ги менувате од 1 декември ке имаме ефтина струја, а не рече, ја само ги читам броилата. Па добро, реков, ако ги читате, значи од 1 декември реков дека ќе имаме ефтина струја. Не вели, вие сте 4-та читачка недела.
Што значи реков тоа? Па ќе имат, рече, само тие што се прва читачка недела. Значи, ова е веќе друга дискриминација. Како велам прва, па четврта, па еве 2 дена има до 1 декември. Зашто не може, сега читате, па од 1 декември да има нефтина струја? Па не може, бидејќи вие сте четврта ова читачка недела, Големо благодарам, ке подсетам дека време траењето е 90 секунди, но секако еве откривте со што се соочивте вие, тоа пред само 3 дена колку што помнам, значи еве и распоредот се прави во однос на читачка недела. Кој во која читачка недела? Барем по тоа што го соопшти гледачката која што се вклучи во црвена линија. Па еве слушате што велат гледачите, секако ви читам и што коментираат на Facebook, па да видиме што ќе ни откриете вие како граѓани од теренот во црвена линија. Добро вечер. Намалете го тонот на телевизорот. Ало? Добро вечер. Ало? Дали ви е намален тонот на телевизорот? Добро вечер. Да, намалете го тонот на телевизорот. Намалено е скроз. Одлично, се слушаме, верувам. Да? Да? Јас не ве слушам. Мене не ме слушате? Не. Ние ве слушаме секако, продолжете. Вака, јас на кратко, бидејќи не слушам добро, меѓутоа ќе дадам своја изјава. Од Скопје се јавам, значи од Карпаш. Ќе се повторам со сите претходно што се јавија, дека имаме дигитално броило, меѓутоа еве денеска цел ден висев пред него во периодот од 1 до 3 и нема ефтина тарифа. Еве, според вас, исто сакаме да ве прашаме, дали ви се чини дека некому му се брза да заработи некој глас пред избори? Па да. Еве во однос на периодот каде што возможена ефтина дневна тарифа, дали ќе беше поисплатливо за граѓаните според вас да е од 16 до 18 часот? Па мислам дека е добра таа варијанта од 16 до 18, меѓутоа ако гледаме денеска нема воопшто ни од 1, ни од 16, ни од 15, така да немаме зошто да зборуваме кога е подобро, кога воопшто ја немаме. Дали сте запознаени со читачка недела? Во која читачка недела сте? Како? Готово, времето истече. Вака ќе ја поздравам гледачката и сега ќе се заблагодарам еве што сподели, што забележала таа, но ете, сега го забележавте како изгледа кога нема да се намали тонот на телевизорот и нивновно е да ме слушате со задоцнување и секако и неможност убаво и чисто и јасно да ме слушнете, па секако ќе ви треба време да преку телевизорот дознаете за што прашувам, вие да одговорите така натаму. Затоа имајте го тоа техничко правило секогаш во предвид. Одеме со Твитер. Берзицијан напишал, како и сите останати антикризни мерки, така и оваа ќе биде заборавена за ден-два. По скриптум со укинување на радиодифузна, со поврат на ДДВ, со ефтина тарифа на струја, со гарантирани цени, со зголемување на пензии и плати и други антикризни мерки, СДСМ континуирано се грижи за граѓаните. А ние ве прашуваме зошто до сега, например, не се прилагодени броилата од страна на ЕВН и сите граѓани да имаат во истиот момент ефтина струја. И секако еве практично од терен што забележавте вие? И дали некој од вас веќе уживаше и ја пушти првата, да речеме, машина за перење токму во периодот од 13 до 15 часот? Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Зошто ако има ефтина струја, то не уживајне. Едноставно прашањето не ви е во ред, треба да прашувате дали имате ефтина струја. Добро, не е битно, се извинувам. Па ве прашуваме како видовте, уживавте, имавте ли ефтина струја? Јас ќе ви кажам, имаме ние 5 сатови во стамбена зграда сум.
Јас не знам кој е мој сат, не знам ни дали е направен како што треба, вака електронски како го викате, не ве разбрав. Немам појма, не знам што е и никогаш нема да пробам од 1 до 3 сата или ако разберам да е од 6 до, или како беше, од 4 до 6, како да се направи, јас нема да имам верба, пошто не знам кој е мој сат. Едноставно ќе си ја полнам печката само ноќе и ништо повеќе. А дали сте ги контактирале еве од Евана? Па не можеш да контактираш Евана, не можеш да ја добиеш. Бара Евана никој не може. Еве поварајте, вие ќе видите дали ќе добиете. А дали доаѓаат од Евана да ги читаат броилата? Кој ги видел? Појма немам. Значи вие никогаш нема да си дозволите нели да пуштите, не верувате? Не. Добро ми е вака, Не е проблем. Добро, ако е тоа... Јас ве поздравувам и посакувам се најдобро. Секако и ние ве поздравуваме и нема да изоставиме и да ви се заблагодариме и секако да ви порачаме да останете и продолжите да не следите. Продолжуваме. Добро вечер. Дали се слушаме? Во црвена линија сте. Ало, добро вечер. Добро вечер, во црвена линија сте. Видете, вие викате дали уживаме за ова дневна ефтина тарифа. Да, дали денеска уживавте во првата ефтина... Ефтина тарифа, така. Меѓутоа, иако е дигитално, со Т1 и со Т2, денеска уопште тоа не беше ни приклучено. А зашто? Колку пати свртеме во Евана не може да добиеме, иако многу граѓани на Македонија или во Скопје се УАШ има дигитално и не може да ги добијат. Значи, тоа е само маркетички трик и поени за некој си да добие на избори. Меѓутоа, мислам дека тоа нема да успее. А кој треба тоа да го расчисти? Пошто вие сте медиумска куќа, можете слободно да се јавите во Евана и да се консултирате зашто денеска од први не е ставено на сите тие, да речеме, дигитални броила. Ајде да речеме оние што се рачно што се подесуваат, тоа се оди од куќа на куќа на броилата и се подесуваат. Меѓутоа, дигиталните не функционираат. Зашто? Тоа е само некој трик на Евана или некој друг со замајување на луѓето или на некои пензионерите. А што се однесува за од 13 до 15, тоа не може никој да го користи. Луѓето што се обично нели по работа, пред еден излегуваат, после 15 часот нели се враќаат, што значи тоа не може да го користи. А што се однесува дека ноќната тарифа е од 22 до 07, не е точно. Тоа е од 22 до 06 и пред 06. И тоа сум го проверил. И тоа сте го проверили. Благодарам, Иве. Затоа и постои, драги мои, црвена линија. Сите ваши изјави, секако одговори и она за што зборуваме, ги слушаат, всушност ги слуша јавноста. Така да се што ќе кажете и со што се соочувате, не може да не биде слушнато. Затоа и постои црвена линија. Одиме понатаму. Добро вечер. Дали имаме гледач? Добро, најверојатно гледачот сами ќе се... дошло веќе времето за реклами. Еве, јас само да не изоставам пред рекламите, да укажам дека имаме и твит кој што сакам да го прочитам со вас. Има напишано: зошто ова само 3 месеци пред избори? Зошто не ефтина струја 4 години, ефтина храна? Како и да е, дојде времето и за реклами. А сега ја веќе и време да ви ја споделам анкетата, да се разбира, имавме прашање, како што и секогаш имаме анкетно прашање за оние кои што не следат на Инстаграм. Се разбира, ако не следите на социјалните медиуми, уште еднаш ќе ве потсетам, слободно сторете го тоа, со оглед на тоа што ќе можете веќе од понеделник активно да учествувате во анкетите и секако во дискусиите кои што се водат како на Инстаграм, така и на Фейсбук. Еве ги резултатите, значи дали ќе беше
поисплатливо за сите граѓани дневната ефтина струја да биде од 16 до 18 часот, со да одговорија 77%, а со не одговорија 23%. Како и да е, јас сега кога останува да ве подсетам, прво да ви се заблагодарам за вашето учество во Црвена линија, но истите вас се разбира да ве поканам на најрелаксираното и најубавото место, кое што ни се вика во Телма Заврти на Телма, и секако некој таму од вас да си ја проба не само среќата, туку и знаењето, и денес онака како за петок, точно пред овој викенд да си освои нова прва смукалка. Поникогаш во Заврти на Телма можеме да ви изненадиме и со дополнително плюс вредна, односно главна награда. Но и ќе ве подготвам. Ова се прашањата кои ќе ги има во Заврти на Телма. Кој француз ги освои симпатиите на фановите на Манчестер Юнајтед и го доби прекарот кралот Ерик? Колку степени изнесува збирот на внатрешните агли во еден трапез? Кој кујнски реквизит треба да носите во Охрид да ви направат шопска салата? И ево уште едно прашање, како се вика апаратот за подгревање лепчиња. Ние ќе подгрееме атмосферата во Заврти на Телма, така да, драги мои, ви од Црвена линија само приклучете се на оние кои што играат во Заврти на Телма. Се гледаме веднаш.